Почитувани, Љупчо Коцевски нема реализација, молчеше додека криминал му се случуваше пред очи во време на СДС, а сега им купува време. Љупчо Коцевски како шеф на јавното обвинителство не најде за потреба да отвори предмет против Артан Груби додека беше на власт. Иако целата јавност и медиумите гласно зборуваа за сомнежите за криминал. Коцевски не мрдна со прст ниту за криминалите во РЕК Битола и СМ, каде милиони евра народни пари се испумпаа преку матни тендери. Додека СДС ја ограбуваше државата, Љупчо Коцевски молчеше. Тоа што граѓаните имаат само 2% доверба во правосудството е вина и на Коцевски, зашто со ништо не допринесе тоа да не биде така или да се подобри. Напротив, уште повеќе ја влоши состојбата. Љупчо Коцевски, како шеф на јавното обвинителство, молчеше додека СДС ги крадеше институциите. Сега, откако Коцевски доби одврзани раце да постапува и беше дадена целосна поддршка од институциите, тој на секој начин се обиде да ги разлече постапките. Македонија заслужува обвинителство кое ќе работи во интерес на граѓаните. Шефот на јавното обвинителство треба да биде човек со интегритет, а не лице послушник. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Коцевски вчера поведе постапка за кривичниот законник. Меѓутоа, ви остави 6 месеци на вас како пратеници да ги донесете вие измените на кривичниот законник, оние спорни измени. Дали ќе ги донесете измените, дали знаете дека вие треба да ги носите измените, а не Уставниот суд или да го врати старото решение? Доколку собранието донесе измени на кривичниот законник, тие ќе важат од моментот на донесување. Меѓутоа, она што е важно да се напомене е дека владата работи на комплетно нов кривичен законник, кој што ќе биде по модерен европски терк, во кој што ќе бидат инкорпорирани сите забелешки и од домашните и од меѓународните експерти, и кој што ќе придонесе да немаме веќе вакви тупки или празнини кои што се искористуваат, а со цел да се избегне одговорноста, затоа што заложбите на владата, апропо и оваа денешна конференција, пресконференција моја се да почне да доаѓа правдата во Република Македонија, да се справуваме со криминалот и корупцијата. Вчера слушнавме од премиера, но добивме потврди од коалиционите партнери во владата дека веќе се разговара за промена на државниот грб. Може ли да ни кажете каква промена на државниот грб? Што се предлозите од страна на ВМРО ДПМН и кога ова ќе се најде како некој предлог решение кој што ќе треба да биде гласно на дала? Најпрви мора да напоменеме дека сме една од многу малкуте држави посткомунистички кои што се уште го немаат променето својот државен грб уште од тоа време, така што ова прашање е отворено. Она што сега можам да го кажам е дека се уште нема договор за ваквото прашање. Единствен договор кој што сме го имале во Република Македонија, оној на претходната влада на ВМРО ДПМН предводена од Никола Груевски заедно со тогашната коалиција ДУИ.